Поправен дом за дилање на дрога, условни и 3-годишни затворски казни за судии кои земаа мито, 6 месеци затвор за Зоран Милевски Кичеец, кој усмрти човек на стража, последно само 2 години затвор за прегазување на пешак во Тетово. Долга е низата на небулозни судски пресуди од кои што јавноста се згрозува и бурно реагира. Повеќе од очигледно е дека македонското судство подолго време е на колена, а ретко кој граѓанин е задоволен од правдата. Од се што досега видовме по судовите, очигледно е дека во Македонија добива правда само оној што може да ја купи. Освен корупцијата, друг проблем е тоа што судскиот систем нема воедначена судска пракса, па во затвор може да се лежи за неколку грама марихуана или да се усмрти пешак и да се помине многу лесно. Ова е забелешка на дел од правната фела која предупредува дека потребна е итна контрола на пресудите од повисоките судови и судскиот совет, како и воедначување на судската пракса. Мораме да имаме воедначена судска пракса. За да биде таа воедначена судска пракса, тука треба повисоките судови да вршат контрола, а тоа се 4 апелациони подрачја и на крај Врховниот суд. За да не се случува да имаме нееднаква правда, дека ние сите треба да бидеме еднакви пред законот, бидејќи нееднаквата правда и не е истиот третман кој што треба граѓаните да го имат пред законот, стварат селективна правда. Обичниот граѓанин не може да верува дека ќе добие правда ако високата корупција се заобиколува, како што е случајот со измените на кривичниот законник, коментира Тумановски. И измените на кривичниот законник исто така направија во јавноста на големо разочарување од правосудниот систем, бидејќи со тоа се покажа дека одредени категории на луѓе, а тоа се функционерите, можат да бидат ослободени или нивните дела да бидат застарени, да не добијат никакви казни за тоа што го има сторено, за разлика од обичните луѓе кои што секојдневно се соочуваат со судските постапки, добиваат како што се спомнува и за мала количина на марихуана високи казни. Одамна беше 3-годишната затворска казна за кражбата на КПП во Велес, или пак кога судика од Скопскиот кривичен суд во затвор испрати фирма, а не управителот која води. И во поново време трендот на скандалозни судски одлуки продолжува, со што довербата на граѓаните веќе е стопена на само 2%. Повеќе од очигледно е дека потребни ситни реформи во правосудството, прочешлувајќи ги сите од најнискиот шалон до највисоките фотели во судскиот систем. Министерството за правда во моментов работи на измени на кривичниот законник и новиот закон за судски совет. Со новите законски решенија се очекува работата да мрдне од мртва точка, но познавачите велат дека е потребно многу работа и волја кај власта да се направат вистински темелни реформи кои што ќе дадат позитивни резултати.